بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Aisha radijallahu anha mu reče na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vo kuranskiot ajet vo sura Al-Mu'minun: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Вика Аллахов пратенику, кои се тие оние кои го даваат она што треба да се даде, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, а нивните срца треперат. Значи човек го прави она што го прави, меѓутоа пак во него постои страв. أَهُوَ رَجُلٌ يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ. Дали се тоа луѓе кои прават блуд, кои крадат, кои пијат алкохол и се плашат, нивните срца треперат? Пратеникот салаллаху алейхи васелем рече: ла јабнете сидик, не очерко Сидикова, не очерко Небубекар, туку тие се оние кои јесумун, оние кои постат, وَيَسَلُّونَ и кои клањаат, وَيَتَصَدَّقُونَ и кои делат садака, وَيَخَافُونَ أَلَّا يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ, и пак имаат страв во себе Аллах да не им ги прими нивните ибадати. Значи, драги браќа, верникот секогаш кога ќе направи добро дело, стравува и се моли на Аллах, о Аллах да му го прими. Додека неверникот, мунафикот, оној кој ги прави дволично и лицемерно неговите дела, тој не се плаши. Тој не стравува. Затоа пејгамбер ﷺ ја поучи на Аиша радијаллаху анха дека верникот секој пат прави добро дело и пак се плаши дали ќе му биде примено. Како човек во живот, тој што работи се плаши дали неговата работа ќе биде примена, а потоа наградена. Оној што не работи ништо, тој на што ќе се надева? На каква плата и на каква награда ќе се надева?